Прво послание на апостол Јован, 2 глава. Чеда мои, ова ви го пишувам за да не грешите. И ако некој сгреши, кај Отецот имаме застапник, Исус Христос, праведникот. А тој е жртва за измирување на нашите гревови и не само нашите, туку и гревовите на целиот свет. По тоа знаеме дека сме го познале, кога ги чуваме неговите заповеди. Кој вели го познав, а заповедите негови не ги чува, тој е лажливец и во него нема вистина. А кој го пази словото негово, во него Божјата љубов на вистина е совршена. По тоа знаеме дека сме во него. Кој вели дека во него пребива, должен е да постапува така како што постапи и тој. Возлюбени, не ви пишувам нова заповед, туку старата заповед што ја имавме од почетокот. Старата заповед е словото што го чувте од почетокот. А сепак, нова заповед ви пишувам, нешто што на вистина и во него и во нас. Зашто темнината одминува, а вистинската светлина веќе свети. Кој вели дека е во светлина, а го мрази братот свој, тој е се уште во темнина. Кој го сака својот брат, тој е во светлина и во него нема соблазна. А кој го мрази братот свој, тој се наоѓа во темнина и во темнина оди и не знае ни каде оди, бидејќи темнината му ги ослепила очите негови. Ви пишувам, чеда, дека заради неговото име ви се простени гревовите. Ви пишувам вам, татковци, зашто го спознавате оној кој е на почеток. Ви пишувам вам, момчиња, зашто го победивте лукавиот. Ви напишав вам, чеда, бидејќи го познавте таткото. Ви напишав вам, татковци, бидејќи го познавте оној кој од почеток. Ви напишав вам, момчиња, зашто сте силни и Словото Божјо пребива во вас, па го победивте лукавиот. Не љубете го светот и се што е во него. Ако некој го љуби светот, во него нема љубов од Отецот. Зашто се што е од светот, похота на телото. Похотливоста на очите и горделивоста на животот не е од Отецот, туку од овој свет. А светот е минлив и похотите негови, а оној што ја извршува волјата Божја останува довека. Чеда, последен час е, и како што сте слушале дека ќе дојде Антихрист и сега веќе се појавија многу антихристи, од тоа разбираме дека е последниот час. Тие излегоа од нас, но не беа наши, бидејќи ако беа наши, ќе останеа со нас. Но излегоа, за да биде јасно дека не се сите наши. А вие имате помазание од Светиот и сите тоа го знаете. Не ви пишав дека не ја знаете вистината, туку затоа што ја знаете и затоа што знаете дека ниедна лага не доаѓа од вистината. Кој е лажливец, ако не оној што порекнува дека Исус е Христос? Антихрист е тој што ги порекува Отецот и Синот. Секој што го порекнува Синот, го нема ниту Отецот, а кој го признава Синот, го има и Отецот. И така, се што чувте во почетокот, тоа и нека остане кај вас. Ако остане во вас, оно што го чувте од почетокот, и вие ќе пребивате во Синот и во Отецот. А ова е ветувањето што ни го вети тој, вечниот живот. Тоа ви го пишав поради оние што ве мамат. А вие, помазанието што го примивте од него, останува во вас и немате потреба некој да ве поучува. Но бидејќи неговото помазание ве учи на се, и е вистинито и не е лага, затоа останете во него онака како што ве научило тоа. И така, чеда, останете во него така кога ќе се јави тој, да имаме смелост и да не се посрамиме од него кој ќе дојде. Затоа, знаете дека тој е праведен, знаете го и тоа дека секој кој врши правда е роден од него.